Момчето од циркусот. Циркусот дојде како што дојде пролетниот дожд. Новата улица се претвори во насмевка. Децата од новата улица одново ја пронајдоа својата насмевка, изгубена во вчерашната караница, и се стрчаа кон циркусот. Добро ги отворија очите, се загледаа низ дупките од шаторот, продупчени кој знае во која земја и кој знае од кои деца. Орхан се искачи на грбот од Бурко, а Кердан на грбот на Орхан. Другите деца се распрснаа наоколу. Сите можеа да гледаат што се случува внатре во циркусот, освен Бурко, кој ништо не гледаше, зашто пред неговите очи немаше никаков отвор. Орхан, раскажувај што гледаш внатре. Коњ, што друго можеш да видиш? Каков коњ? Откаде да знам, може да е арапски. Добро, што друго гледаш? И едно дете, тоа јава на коњот. Ако е така, сега слегни ти, јас да се качам на твојот коњ. Ајде слегувај и ти, Кердан. Има ли памет? Како можам јас да те држам на грб? Зачудено одговори малиот Кердан. Потрај уште малку, рече Орхан. Каде и да е, ке заврши. Уште малку. Орхан, викна Бурко. Викна и се помрна од местото. При тоа падна прво Орхан, а потоа Кердан. Одеднаш се смеша. Децата од новата улица пак ги загубија насмевките, но едно од нив рече: Еј, еве го детето од циркусот. Доаѓа да ја гледа нашата програма. Кердан се исправи на нозе. Бурко неколку пати се стркала како буре и застана крај него. Орхан беше меѓу нив двајцата, додека сите други деца стоја како кај фотограф. На излезот од циркускиот шатор се појави момчето артист. На усните имаше насмевка. Од глава до петици ги изгледа сите деца наред. Орхан излезе, тогаш напред и рече: Ние сме децата од новата улица, а ти кој си? Момчето од циркусот не рече ништо, а насмевката од неговите усни исчезна. Изгледаше како да ќе заплаче. Зошто не зборуваш? Запраша Бурко. Да не немаш јазик? Ех, да сме ние на твое место. Кажи си го името. И детето од циркусот не одговори на ова прашање од Кердан. Од неговите очи заросија крупни солзи. Тоа сакаше со рацете да ги скрие и со брзи чекори се изгуби во шаторот. Децата од новата улица ништо не разбраа од сево ова. Со наведнати глави се разотидоа по своите куќи. Утредента, децата од новата улица дојдоа пред циркусот и го побараа момчето. Сакаа да му го честитаат успехот од синоќешната представа. Орхан го подаде гулабот, тој нивни подарок, купен со парите што ги собраа меѓу себе. Момчето артист го прифати гулабот. Неколку пати ја отвораше устата, низ која се слушаа некакви неразбирливи мрморења. Децата од новата улица сватија дека тоа значеше благодарност за подарокот. Потоа цел месец, колку што остана циркусот на гостување, заедно поминаа многу часови и денови.